се одржуваат надпреварите од светскиот куп, кои што веќе се традиционални, 18-та година поред, и оваа година ги одржуваме светскиот куп Прилеп, трофеј на Прилеп и светскиот куп Македонија. Во два дена, значи 29 и 30 септември, над 80 надпреварувачи од 13 европски држави ќе се надпреваруваат најдобрите, светски познатите надпреварувачи во оваа класа. Значи се работи за воздухопловно моделарство, спортско моделарство, воздухопловни модели од класата на слободен лет. Три категории во јуниори и сениори. Тука се оваа година сме почестени, досега е најака конкуренција воопшто присутна тука. Значи, ако зборуваме, само да спомнеме дека се тука европски прваци, екипни, поединечни, светски прваци, победници на светскиот куп, цела руска репрезентација, шведска репрезентација, бугарска и сите учесници навистина се врв и моментално најголемиот квалитет кој што го има Европа и светот да го понуди. Овдека се работи за една спортски манифестации кои што сте најтешки за организација. Прво од аспект на потребниот кадар, технички и стручен, кој што треба да ги спроведи и да ги реализира овие надпревари. Само како пример, над 80 учесници, значи, бара потреба од 44 судии, кои што на стартни места обслужуваат 20 судии, 4 надпреварувачи. Значи, една огромна екипа која што морам да напоменам и задоволен сум ради тоа што успеавме низ годините, успеавме да остручиме кадар кој што може стручно и квалитетно да ги изврши судиските функции. Моментално имаме 20 судиски места со плюс 2, значи 44 стручни лица. На крајот на првиот турнус, на првата рунда на летови, може да кажеме дека сме задоволни и од квалитетот кој што покажа надпреварувачите и судиите. Спортскиот аеродром Прилеп повторно оваа година ги понуди своите навистина големи квалитети, како местоположба, така и метеоролошки. Летовите се изведуваат со ветар од 0 до 1 до 2 метри во секунда, што за странските надпреварувачи представува навистина големо задоволство, поради тоа што во нордиските земји, во Русија, во Панонскиот дел, ветровите се движат обично од 6, 7, 8 метри во секунда. Така да за нив во секој случај представува леснување и тие самите ќе постигнат високи резултати секако на овие надпревари. Јас сам Радој Благовиќ из аероклуба Војка из Србије, овде у Прилеп. Прв пат тука во Прилеп дојдов во 1975 година и од тогаш доаѓам постојано. Домаќините се одлични, теренот е добар, се одржуваат значајни светски и европски надпревари тука. Лани бевме како екипа од Србија светски прваци во една од класите, а годинава сме европски прваци. Започнав да се занимавам со овој спорт кога имав само 10 години. Летам цел мој живот. Мене ми се допаѓа овој спорт затоа што сум надвор во природа, а во исто време треба да се користат и одредени техники за летање на моделот. Условите тука се фантастични. Досега сум бил неколку пати. Ова е многу убав спорт.
Може да се занимавате со него професионално или само рекреативно. Теренот тука е убав, луѓето се гостопримливи. За прв пат сум во Македонија, но сите мои колеги го пофали ова место. Целта на овој спорт е тоа што овој модел се влече на сајла 50 метри, се бара термички столб и се откачува во него да лета што е можно повеќе. Практикувам авиомоделарство веќе 3 години. Ме прогласи и за мајстор на спортот во 2017-та. Многу го сакам овој спорт. Моментално се надпреварувам во B1 категорија. Имам освоено многу медали. Интересно во овој спорт е тоа што запознаваме многу луѓе и учиме јазици од многу држави. Побавим се овим спортом од своје... Се занимавам со овој спорт од својата 6-та година. Со него ме запозна мојот татко кој се занимава пак со авиомоделарство веќе 30 години. Многу ми е интересен затоа што тука доаѓам не само за надпреварување, туку и за дружење. Во Македонија условите за летање се секогаш одлични и затоа постојано доаѓаме.